Инфлација од 14,5% во јуни на годишно ниво измери Државниот завод за статистика. Трошоците за живот енормно се зголемија за 2,8% за само еден месец. Овој огромен пораст на инфлацијата во јуни беше очекуван, бидејќи токму на стартот на месецот беа укинати антикризните мерки, па цените се вивнаа нагоре, кај некои производи и до 70%. Кон средината на јуни повторно беа замрзнати маршите на трговците, цените благо се намалија, но се чини недоволно. Податоците од статистика покажуваат дека најмногу скокнале цените на транспортот за дури 31,4%. Храната пак поскапела за 21%, сметките за комунали и трошоците за горива биле повисоки за 9,4%, додека рестораните и хотелите ги зголемиле цените за 12,3%. Кај храната најголем пораст на цената е забележен кај маслото за јадење од дури 51%, следи лебот кој поскапел за речиси 31%, за месо требало да се издвојат за 18,4% повеќе пари. Околу 20% изголемување има кај млекото, сирењето, јајцата, зеленчукот, шекерот. Огромни поскапувања во јуни на годишно ниво се забележени и кај трошоците за домување и горивата. За струја сега граѓаните издвојувале за 9,4% повеќе пари. Течните горива и гасот се за дури 64% поскапи споредено со јуни минатата година. Цените на сврстите горива се зголемиле за речиси 14, а сметките за парно грејење за плюс 9,4%. Трошоците за транспорт пак биле поголеми поради енормниот раст на цените на горивата. Моторните возила поскапеле за 10%, а транспортните услуги за 18,6%. Граѓаните сега треба да плаќаат за 1/5 повеќе за превоз со автобус, додека патувањето со авион е поскапо за 14%. Единствен превоз кај кој воопшто нема никаква промена во цените е железничкиот. Не само домашните аналитичари, туку и странските очекуваат продлабочување на инфлацијата во текот на летото. Последен во низата предупреди и Меѓународниот монетарен фонд, кој дополнително тврди дека е зголемен ризикот од глобална рецесија. ММФ во текот на месецов повторно ќе ја ревидира проекцијата за економски раст надолу. Фондот тврди дека економиите ќе претрпат дополнителен силен удар, стагнација или пад, како резултат на напорите на владите и централните банки да ја зауздаат инфлацијата.